Па во светот веројатно естетските критериуми се многу повисоки и е, да речам, на некој начин поедноставно, ако човек има вредности, некако полесно таму му доаѓа за да се направи една изложба, кариера или било што. Нормално, ако си има идеја, ако е човек креативен. Овде кај нас секогаш важат други правила, сосем поинакви од она што во светот важи. Меѓутоа, ние сме навикнати, бидејќи овде сме пораснати и изградени во оваа средина, така што пливаме и во тие и во овие води. Уметниците во последно време гледам дека се повеќе обрнуваат внимание на да прикажат нешто што се случува, да укажат на некои промени што треба да се случат, на некои лоши работи што ги има. Вие се уште се задржувате на таа естетика и убавина. Што всушност е целта на вашите слики, што сакате да постигнете кај луѓето? Па ова е всушност интимно доживување, интимна авантура. Моите слики се секогаш патувањата покрај тоа што духовно ме хранат, прават и нешто, некоја друга возбуда, се менува нешто во творештвото. Така што јас по природа сум оптимист, по природа ја сакам планетата Земја, зелената боја, планините, така што во моите слики, независно дали има фигури, дали се блиску до апстрактното или реалното, секогаш има многу природа, има многу цветења, има многу радост на живење. Што еден уметник може да направи за поголема среќа во општеството? Па, ја мислам, нема поголема работа од да им се направи на луѓето да се една ваква изложба токму на оваа убава улица, во прекрасна една галерија која ни направи многу радост на сите уметници, што се отвори во Скопје. Еден вид, всушност секој голем град нели има улици кои што се полни со галерии, на Скопје му недостасуваше такова нешто. Еве, оваа галерија, се надам дека ќе смени многу нешта во нашиот град. Метал концертите продолжуваат да се организираат во Скопје и тоа особено во Хавана. Алтер продолжува неуморно да ги следи на ваше задоволство.
Следува едно интервју со членот бендот Ноктиферија, кој всушност е од Прилепи, иако е во Словенија и во словенски бенд. Затоа не му замерувајте на неговиот не баш добар македонски јазик. Во денешни денови и живото што се прави, знае, од материализам, алчност и онака government, влада. Ево тоа. Против нив? Против. Сето. Да. Против сето, да. Добро, а мислите ли дека може сето тоа да се промени, дека вашата метал музика е некој начин на борба за промена? Ние само искажуваме на нашето мишлење, а не знам дали можеме да промениме од еден денес е све сјебано, знаеш, и не може да се промени ништо. Во споредба е на Балканот, можеш ли да направиш некоја споредба каква е сцената и што се дешава со светот? Па тешко, до сега имам свирено само пар пута во Загреб и еден пат во Београд и сега прв пат овде. Прв пат сме овде, да. И па ја мислам, гледај, дека се развива и исто као ки нас, не? Полека. Вашиот бенд Ноктиферија издаде повеќе албуми, а сега веќе потпишавте и договор, нели така? Како оди сето тоа? За издавачка куќа Listen Records потпишуваме уговор за овој албум и уште два албуми. Тоа ни е сега супер и се надеваме дека ќе правиме многу и уште повеќе албуми на нова издавачка куќа и многу концерти и многу турне и се тоа, знаеш, мислим. Добре, кога започнавте како група, имавте ли некој сон да стигнете негде, да постигнете нешто? Да, тоа ни беше сон од увек. Од увек. Значи, исполнување на сонот имате сега? Да, ние не сме бенд кој игра само за забава. Нам ни е тоа, како да кажем, лайфстайл. Кажи ми, имаш ли нешто да им кажеш на твоите македонски обожаватели овде, мислам, на обожавателите на бендот, предса? Јас сум им захвален да ни рекаа да дојдеме доле, да играме овде и за сите македонски фенови, thanks for support. Добро. Здравейте, Македонија, како сте, да ве слушнам?